Кога зборуваме за лидер, ние можеме да зборуваме во сите аспекти од животот, во сите сфери од животот. Можеме да зборуваме кај работниците, што значи да си работник лидер. Да зборуваме за лидерство во спортот, во културата, во политиката, во многу различни сфери општествени. Јас токму лидерството така и го сваќам и го разбирам како градење на ставови кои што се темелат на одредени вредности, карактерни вредности, кои што треба да мотивираат, да инспирираат, не само за оној кој што го носи лидерството во себе, туку повеќе кон околината. Значи, вистинското лидерство е всушност начин на живење. Тоа е нешто што е поврзано со самиот човек. Зошто го кажам овака? Како, например, може да биде работник лидер? Се од каде тоа такво нешто? Лидер може да биде секој човек, вклучително и работникот, ако тоа што го работи инспиративно. За да го работи инспиративно и да дава одреден фидбек и одредена вредност да креира преку работата, мора да најнапред да ја сака работата. За да ја сакаш работата и да се пронедеш во работата, мора прво да се пронедеш самиот себе. Да знаеш кој си ти. И исто така, ако ја знаеш пак мисијата професионална, не можеш да го промашиш и животот. Односно, животот ти е исполнет.